Благодарам, подпредседателе. Значи, реагирам процедурално според членот 89, во кој ставот 1 вели на пратеникот кој побарал збор да исправи неточен пренесен превод или навод што предизвикал недоразбирање, председателот ќе му даде збор, реплика, кога говорот ќе го заврши оној која предизвикал потребата од исправката. И став 2, пратеник се пријавува за реплика на говор на пратеник, на кого сака да му реплицира, се додека не почне да говори првиот пратеник. Значи, прво, колегата Коцич се јави да и реплицира на колегата Јадранка Поцкова поднос на точката на темата за измени на Законот за ментално здравје. Овде зборуваше за Законот за измена на Законот за заштита на населението од заразни болести и на стартот на неговата реплика го квалификува моето обраќање. Јас жалам што сега морам не сама себе да се бранам, туку ја бранам честа на сите пратенички во овој парламентарен дом, но еве испаѓа дека во исто време сум и заменик координатор, па реагирам. Значи, не може вие нечив говор да квалификувате дека е фрустриран и дека некој овде лечи фрустрација. Тоа не ви доликува прво како еден джентълмен, како господин, како пратеник, а посебно мене воопшто не ме тангира затоа што доаѓа од вас. Срамота е ова што го зборувате. Ова зборува за вашата немоќ. Ова зборува за тоа какви сте вие. За какви фрустрации зборувате, колега Коцич? Дали јас сум фрустрирана со тоа што ви кажував по 100 пати колку починат имаме изминативе 12 месеци? Дали тоа се мои фрустрации, колега? Тоа се факти. Факти пред кои вие немате оправдување. И ве молам, не ја злоупотребувајте говорницата за да го квалификувате мојот говор. Затоа што ако јас пробам да го квалификувам вашиот говор, мислам дека полошо ќе завршите. Но ќе потенцирам, бидејќи доаѓа од ваша страна, јас воопшто не сум изреволтирана. Само не ви доликува. Навредувате пратеничка и колешка. Сигурно имате сестра, жена, ќерка, мајка дома. Однесувајте се многу внимателно. Однесувајте се многу внимателно. Овде никој не е изфрустриран. Вие ја правите таква ситуацијата. И ве боли кога, зборувајќи за закониве за здравство денес, ние мораме да ја споменеме актуелната состојба со здравството. Тоа е тоа. Не лечиме ние фрустрации. Жалам што така мислите. Жалам што сте уште полни сами себе. Излезете надвор, прашајте ги луѓето како се чувствуваат. Семејствата на починатите прашајте ги. Дали сум јас фрустрирана или е некој друг? И воопшто дали знаете терминот фрустрација за што се употребува? Барам од вас извинување, во спротив на македонската јавност нека цени како се однесуваат пратеници од ова владеачко мнозинство. Ви благодарам.